Македонија вечна, моја Македонија. Почитувани, пред да ве гушнам со љубовта за Македонија, уште неколку библиски поуки. Се има свое време. Бесмртноста е во роднинство со мудроста. Скапоцен камен е неспоредлив со мудроста. Пред неа сето злато е како ништожен песок. Дружбата со неа е вистинска наслада. Таа гледа се и проникнува во сите умни чисти духови. Обарајте ја. Таа прва ќе ви се покаже. Ако ја сакаш, ако и се предадеш со сета душа, за се способен ќе бидеш. Почитувани, по повод 40 години од возобновувањето на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, 2007 година во црквата Света Софија во Охрид, митрополитот Кирил се обрати со зборовите: и конечно, што ќе имавме и што ќе останеше од нас без нашата света црква. Токму таа, наша света црква, Охридска и Македонска, длабоко присутна и вградена во нашето духовно и македонско паметење, била причина да чувствуваме дека имаме се, а инаку, како што би рекол Прличев, без неа би биле сираци. Македонија е земја на подвижници и праведници, земја на вистинољупци и правдољупци, што заедно не прави голем народ. Она што го поминавме и издржавме, нека ни е простено. Можевме и можеме само ние, македонците. 9 века без собствена држава. 9 века робови и подвластени. 9 века распнати. 9 века цела вечност. Пак живи и пак со Бога. Со Бога бевме и тогаш кога ни ги вадеа очите. И затоа гледавме. Бевме со верата и тогаш кога глави ни сечеа. Останавме простум, имајќи ја црквата. И тогаш кога бевме без ништо свое, преживеавме. И кога не делеа и раселуваа, останавме единствен народ. И штом дочекавме слобода, национална и државна, ја возобновивме таа наша црква. А желбите и копнежите обично му се исполнуваат на оној што верува во Бога, кој се надева во него до крај и со трпение ја потврдува, а со милост ја исполнува својата вера. Денес, почитувани, имаме признавање на нашата автокефалност од православниот свет, со Божја милост и промисла. Македонија вечна, моја, наша Македонија.